Местниот комитет на Комунистичката партија во Битола, наоѓајќи се на чело на патриотското и антифашистичкото движење, постојано се грижеше преку пишаниот збор да се влијае за натамошно раздвижување на населението во борбата против окупаторот. Кон крајот на 1941 година отпочна излегување на билтен кој периодично, а најчесто во деновите кога беше пазар во градот, заради полесното растурање сред селаните што масовно доаѓаја во градот, третираше одделни прашања од животот во градот и селата. Колку што се сеќавам, до месец април 1942 година излегоа околу 15 броеви од овој билтен. Над неговото редовно излегување постојано бдееше неуморниот Стив Наумов. Еве, например, што содржеа неколку карактеристични броеви на билтенот. Во број 9 од јануари 1942 година уводникот беше посветен на 18-тата годишнина од смртта на Ленина. А потоа беа дадени написи на следниве теми: за положбата на селото, за теророт на бугарските повелачи со две конкретни цртички, едната со наслов "Полициски агент мава еден селанин среде во градот", а другата со наслов "Ке печеме леб со слама". Потоа беше коментар на тема "Македонските чорбаджии за фашизмот" и на крајот беше постојаната рубрика на билтенот "Преглед на вести". Во број 10 најнапред е отпечатена конференцијата за печат на Лозовски во Москва, а потоа се дадени два коментара. Едниот кога и како ќе го откупат тутунот и вториот нешто за стопанската политика на бугарското правителство. Билтенот на Битолскиот местен комитет беше периодичен весник. Навистина тој делуваше скромно со невешто куцаните на машина и умножувани на циклостил страници. Но тој делуваше страшно за окупаторите. Тој беше во посебни пакетчиња, растуран од членовите на скојот и носен во зимбили или пазуви низ градските куќи или по селата. Во условите кога окупаторот имаше забрането и оневозможено секакво слушање на радиостаници, освен на неговите, а неговиот печат беше полн со лаги, билтенот на местниот комитет во Битола им беше драгоцен на сите патриоти. Затоа и првата акција на бугарската полиција во Битола во април 1942 година беше ликвидирање на техниката за да се оневозможи излегувањето на билтенот и на другите материјали. Подоцна, пак со заздравувањето на Битолската партиска организација, се отпочна со издавање на летоци и други материјали. Во текот на 1944 година во Битола постојано се издава билтен за состојбата на фронтовите. Конечно, издадени се и два броја од посебен лист на Битолската област под наслов "Народен глас". Уводникот на првиот број под наслов "Нашиот пат" го напиша Благој Талевски Иван, тогашен секретар на областниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, а коментар за улогата на скојот и Народно-ослободителниот младински сојуз на Македонија во Битолската област
дадов јас тогаш како секретар на обласниот комитет на СКОЈ-от за Битолската област.